Преку Бугарија, Швајцарија и Кајманските острови директно во Иловица штука. Ова е патот по кој се движи капиталот со кој се откупени акциите на канадската компанија Euromax Resources, која беше фокусирана на развој на проектот отварање на рудник во Иловица штука. Ова се тврдењата на Струмичкото екоздружение Здрава котлина, која на својата страна јавно објави документи, со која потврдуваат промената во собственичката структура, направена уште минатата година. Прекршени се низа закони поради што се нанесени и сериозни штети на буџетот на државата. Избегнато е плаќање на јавна давачка во висина од 7% од вредноста на концесијата, што според законот за минерални суровини задолжителна. И уште пострашно е што целата оваа работа е направена преку Кајмански острови. Сите знаеме дека Кајмански острови важат за офшор дестинација, популарна за перење пари и прашање како тоа е дозволено. Ако е швајцарски капитал, зашто не иде директно парите од Швајцарија во Македонија, него мора да извртат преку Кајмански острови. Нема логика. Од Здрава котлина објаснуваат дека ќе бараат одговорност, доколку државата не преземе ништо, тогаш тие ќе поднесат и кривична пријава. Се трудиме да ги извадиме на виделина сите овие заврзани. Она што треба некој да го направи е Државната агенција за спречување корупција, антикорупцијска комисија, заедно со обвинјавно обвинителство да покнат постапка под опрен глас. Доколку ова не се случи, веројатно ние ќе поднесеме кривични пријави. Екоактивистите се сомневаат дека канадската фирма е купена со бугарски капитал на компанијата Geotexmin, што го има најголемиот рудник за злато и бакар во Бугарија. Еден од собствениците на оваа компанија е Цоло Вутов, кој во 2010 година е прогласен за најбогат бугарин. Вутов е интересна личност, пренесуваат бугарските медиуми, а на Википедија е посочен како близок пријател на генерал Румен Миланов, кој до 2012 му бил советник на Бојко Борисов.